Пред извесен период на Предприемач објавив еден пост во кој што пишував за бизнис идеја и нулта хипотеза. Значи, проверка на бизнис идејата и нулта хипотеза. Таму можете да видите еден mind map во кој што го разделив процесот. Сега со ова видео сакам да направам еден пример како би можеле тоа практично и без компјутери, не знам, без mind map како помошно средство да го изведете. Ајде да земем еден пример. Имам некоја бизнис идеја. Која што е продажба, сега во моментот ми текнува, на печурки. Ајде да видиме како тие печурки, што е она што секе ме спречува. Значи може да има, да кажеме, знаење. Немам доволно знаење за печурки. Што е она што друго се наоѓа тука што би ме спречило? Финансии. Немам доволно финансии да го започнам бизнисот. Нека бидне само тоа како основа. Ајде сега да видиме, значи ги извлеков сите елементи кои што ме спречуваат да го остварам овој бизнис, да го реализирам и да бидне успешен бизнис. Што ќе се случи сега? Значи за секој од овие ќе дефинирам минимум по 3 акции кои што би требало да ги спроведам за да ја направам мојата бизнис идеја успешна. Значи, тргнувам со нулта хипотеза дека мојата бизнис идеја не може да се претвори во бизнис можност и нема да биде успешен бизнис, затоа што немам доволно знаење и немам доволно финансии. Значи, прво, ќе имам да купам книги. Второ, на интернет да побарам и да се едуцирам. Трето, да контактирам универзитет. Ова е само како пример кој што го наведувам, не мора да значи. Одам за финансии. Немам доволно финансии, значи ќе побарам од пријател. Ќе започнам да штедам и како трето ќе побарам кредит од банка. Значи на ваков начин јас веќе издефинирав едно 6 акции кои што ќе треба да ги спроведам за да мојата бизнис идеја биде успешна. Во секој случај интересен период и еден период кој би требало да го спроведувате кога сакате да започнете бизнис. Затоа што секогаш ќе има одредени пречки кои што ќе го спречуваат за да бидне вашиот бизнес успешен. Понатаму можете да продолжите исто со ова, значи до кога? Например, ќе ставиме датум до 31.01.2011 година. Ќе контактирам со универзитетите, да кажеме, до 28.02. Ќе се едуцирам на интернет до 31.03. Ќе контактирам пријател, значи до 31.01. Ќе штедам, значи до 31.12. и ќе пробам, ќе се обидам да добијам кредит од банка до да кажам 01.06. Тоа би било се за ова видео. Се гледаме во некој од наредните.